Утрински стихови од Библијата. 17 септември. Бог води. Го изведе својот народ со воскликнување и со веселба своите избрани. И им ја даде многобожечката земја. Го наследија трудот на народите, за да ги чуваат неговите повелби и да ги пазат неговите закони. Алилуја! Псалам 105, 43 до 45. Истиот облак, кој бил ѕид од темнина за египтјаните, за израелците бил голем извор на светлина, што го осветлувал целиот логор, осветлувајќи го со своите блескотни зраци и патот што се пружал пред нив. Така и делувањата на провидението. За неверниот носат темнина и безнадежност, додека за верната душа тие се полни со светлина и мир. Патот по кој не води Бог може да поминува низ пустина или низ море, но тоа е сепак безбеден пат. Бог никогаш не ги води своите деца поинаку, отколку самите што би избрале да бидат водени, кога би можеле од почеток да го видат крајот и да ја разберат славната цел што ја исполнуваат како негови соработници. Ниту Енох, кој бил пренесен на небото, ниту Илија, кој бил вознесен во огнени кочии, не биле поголеми и повеќе почитувани од Јован Крстител, кој умрел сам во затворот. Вам ви беше дадено заради Христа, не само да верувате во Него, туку и да страдате заради Него. Од сите дарови, што небото може да им ги даде на луѓето, заедништвото со Христа во неговите страдања е највисоката доверба и најголемата почест. Божите постапувања со неговиот народ треба често да си ги повторуваме. Колку често Господ поставувал патокази во своето постапување со стариот Израел. За да не ја заборават историјата од минатото, Бог му наредил на Мојсей да ги претопи тие настани во песна, за да можат родителите со нив да ги поучуваат своите деца.